Јас сум Мирослав Спасев, професор по физичко здравствено наука во Крстени Српот. Сега тука на овој првичен слайд пишува дека добре да посетува општина на Куманово, каде што професор Филип е представник. Он е заложен покрај проекти за други активности на цела општина, кои што вклучуваат и на превозвачкиот спорт, а објаснам дека ова не е во тој дел. Второто здружение кое што е партнер или соратник и максимално поддржува овој проект граѓански стои за училишен спорт. Имamo кои е учествуваат во масови активности од спорт, стигнува на превод, професорица биологијски кои се представи со кратко излагање на почеток, кои посетили успешно работа и јас сум најмало здружение за спортски педагози како представник овдека, но тоа ништо не е многу значено. Добро е за вас да знаете дека кој се бави здружение со едукација претежно на сите нас наставници, на спортски тренери, на спортски работници, па и на млади спортисти и на ученици. Всушност, дека ова поведно издање што имаше професорот Филип за тоа на кој начин сакаме да биде ова проект на активност е нешто што ќе го видиме во оваа презентација, но всушност е нешто што е смислено како еден добробит за вас, а знаеме дека вие сте исполнителни ученици и е смислен како квалитативен проект, траен проект кој што треба да даде нова вредност, нова димензија во нашата општина или во нашиот училишен и метеорологички или неметеорологички спорт. Сега ние размислувавме и сега всушност доаѓате вие со некои насоки од вашите поделјански работители, класни работители, директори и така натаму, кои ви информирано. Проектот има кратко име Мој фитнес, но по-огромно кое што го осмисливме, а веќе се спомнаа тие зборови во ова излагање, Мој фитнес е здрава храна и теретан. Тоа значи, може да не пречам да не гледате тупо во мене и во тоа значи дека претежно фитнесот ќе го базираме на тоа што ќе го работиме во теретана, тоа што е спомна професор Филип, во централно подречје избравме поради тоа што училиштата се многу близко до самата теретана, ново е да се понуди нешто што ќе биде убаво, ќе биде интересно за вас, нешто вие посетувате како целна група. Јас не сум многу во теретана, но ги пратам нашите ученици, моите блиски, пријатели, така натаму и гледам дека сите се максимално активни, а нормално ние несуваме храна за секојдневни потреби наши вака за живење. Нормално, а тоа е особено важно за фитнес. Значи целосен проект, целосно име на проект е Мој фитнес е здрава храна и теретана, но за да биде популарно, звучно и едноставно за нас, за секој од нас, овој проект е ваш фитнес, односно за секој индивидуа е свој фитнес, односно наистина ќе биде ваш фитнес. Сега, бидејќи ние скоро половина час зборуваме, а некои се знаеме, некои не се познаваме, добро би било барем од вас да слушнеме кои сте, од каде доаѓате, да направиме една задача преку кој секој ученик, секој учесник ќе го каже своето име и на ќе имате можност на првата група од вашето име да кажете некоја спортска активност или спорт или нешто од таа насока. Например, јас сум Мирослав Спасев, наставник по физичко и здравствено образование, доаѓам, односно ученик од таа година, доаѓам на тоето училиште, односно Крстени Српот, спорт на мојата прва група, на јавање. Па, ајде сега, од која страна да почнеме? Ајде од таму, ќе патиме од, ајде поведи. Јас сум Антон Стефановски, ученик во СОУ Перонат.
Одлично, имаш някакъв предлог за активност, нещо в спорт на рана? Не. Ако нямаш, ми може някой друг да се седи или кога чува за своите... Нуркање, ево, браво, одлично, нуркање, супер, ајмо. Јас сум Мати Димитриевски, дојдам од Осетов, Наци Димитриевски. Името? Мати Димитриевски. Аха, Мати, добро. Од Наца Гулјани, на мој имаш нешто? Ајде некој да му помогне? Браво, растанувате, седи, нема проблем, ајде. На М, може јас? Ајде, ме чувам некако. Добро, овој, ајде. Јас сум Бока Филипов да дојдам од Наци Гулјани. Наца Гулјани, добро. А ќе кажеш некоја спортска активност? Од тоа дека сега ни треба малку провокација од ваша страна да видиме дали вие навистина ќе се вклучите не само физички, Сакам успешна работа, а и да учествувам и на Лилија Прилиев. сите се добродојни. Добре. 3 пати неделно во теретана, кој може максимално треба да биде дисциплинирано и активно. Ајмо, што кажеш името буквата? Бока Филипов. Лука. На Л? Имаш нешто на Л? Не. Нешто како лазење. Немаш ништо? Има некој предлог на Л? Лизгање, браво. Значи, гледај сега, вака, само да го опуштам малку. Вие не сте дека на суд, никој не ве суди. На активноста секогаш задача малку забава, малку да се испровоцираме, макар нешто и шегобино да е, малку да се опуштиме. А секако и да се вклучиме и малку со мозокот, не само физички. Ајмо, следниот. Јас сум Мати Димитриевски, дојдам од гимназија од Седелча. Мартин, така каже? Да. Ајмо, М. Може. Може, да се важи. Ајмо. Лука Кнежи и дојдам од Наци Гулјани. Окей. Имаш нешто предлог за вас? Лично. Кој исто? Лизгање. Што? Лично, да. Лизгање. Може да лета не да го лизгање. Ајде ми се леже. Значи, неговата буква може исто така лов. Лов. Супер, браво. Лов и рибок лов. Ајмо, кој? Јас сум на голем Лукавска, дојдам од Бебе. Добро. И предлог за активност? Да не сега не да провоцирам на секој име. Не ми технолозно. Може да има? Ајмо. Имам прашање тука, кај што пишува смена, треба да пишеме која смена сме во училиште. Ба, еве, себе или станата не да речеме која сме. Ја не чак сложи. Тука гледа пишеме трета, затоа се бунам, немам трета смена. Добро, има некој што учи во трета смена. Добро, едноставно. Тоа е добро, продолжува после настава да учи. Ќе сменим, ќе сменим. Ајмо, следен, кој е најавата? Јавање, добро, не може да спорт, може да биде активност некоја. Ајмо, добро, окей. Богдан Симоновски од гимназија во Седелче, според на фудбал. Бокс, ама тегнува добро, ајмо, кој ти мисли? Добро. Не завршува тука задачата, продолжува. На С? Симона, така? Да. Ајде на С има интересно нешто. Еве, Санка не може. Зимски спортив. Ајде, добро. Мила Преговска, дојдам од Слобода Ранаков. Буква М, може на англиски. О, како не се едност, битна е креативност е многу важна. Martial arts. Опа, Маршал, добро, ајмо. Ајмо, сиграме, не е проблем, повеќе. Па добро, што не? Стефанија Тимовска, дојдам од Слобода Ранаков и с скије. О, скијање, сигурно, да. Ајмо, следа. Јас сум Мила Димковска, дојдам од Слобода Ранаков и изучавам. На Л? Ајмо, некој предлог? Имаме ловење, лизгање, летање. Океј, искористиме така, ајмо. Стефан Николски, дојдам од Петар Раков. Гимназија. Супер, ајмо. Било Спилевска гимназија. Ајмо.
Црпени сте можности. Добро, ајде, понатам. Јас сум Мила Василикова, доаѓам од Осето Нација и ја знам. Не знаеш нама. Мини ракове, мини фудбал. Добро, ајде. Јас сум Тија Јанковска, доаѓам од Нација на тенис. Супер, тоа одма од прва од тенис, така е. Ајде. Кој ќе биде се од оваа страна? Да. Јас сум Адријано Вучевски, доаѓам од 18 региони и не знам на Например, аеробик може да е нешто многу близко на Јас сум на ученичка во гимназија да се делче и мислам дека веќе доволно кажавме за манија. За немаме. Добро, ајде. Океј. Кој ќе биде следен, кој не бија? Јас сум Матеј Григориевски, доаѓам од Наца Бујони и не знам за мајста. Не знаеш на нула. Знаење, треба да се креативен малко, значи малко се играме, окей. Немој не знам. Јас сум Мила Иванов, доаѓам од гимназија во Црвелчев. Лука не, добро. Јас сум Мила Домановска, доаѓам од гимназија во Црвелчев, имам само ме чување. Само ме чување, значи одбрана, добро, ајмо, окей. Јас сум Сара Стефановска, доаѓам од гимназија во Црвелчев и спорт на сурфање. Сурфање, супер, значи малце креативно, супер, ајмо. Јас сум Лука Становиќ, доаѓам од Осето Нација Буџони, спорт на Л, летање. Супер, ајде, казваш. Јас сум Марко Кралевски, доаѓам од училиштето гимназија во Цетелче и спорт на М, мини голф. Супер, мини голф. Добро, мислам дека сите се представите или ако него испуштите? Патик на штабни план. Дарин Англиски од Перонаков, Д. Ако може на англиски дайвинг. Дайвинг, ако не може, тоа е тоа што да не, тоа е многу важно. Значи, увек секогаш има можност, алтернатива, тоа наставниците се токму заради тоа тука, бидејќи за наставник нема нешто што мора или не може, туку наставник секогаш има можност, треба да понуди можност, односно алтернатива. Јас ово не знам што има на презентација, но е полека ќе дела на вовет. Во мој фитнес е денеска некако првичен состанок и неколку цели за оваа презентација денеска. Верувам дека повеќе од 20 минути нема да ни треба после ова представување. Како прва цел која што е за денеска е запознавање на целите на овој проект на мој фитнес, кој усно беа кажани од професор Филип, сега ќе ги има тука последните слайдови ќе ги спомнеме, а на крај презентацијата имаме заедничка група. Сите материјали, бидејќи се едукативни, ќе ви бидат на вас постирани или испратени, така да може да ги користите. Информации за активности во проектот Мој фитнес, кој што ќе ги видиме како одат тие активности, да ги вие денеска сте повикани, може би мислите дека тоа е нешто краткотрајно, ќе се случи за кратко време, но ќе видите дека е важно да бидеме во текот на целата учебна година активни. Следна цел ќе ни биде осознавање на вредноста на вклучување во мој фитнес, зошто е тоа вредно, значи која е тежината на овој проект и зошто токму вие, или зошто е добро да си во овој проект. И четврта цел, совети и препораки за успешно вежбање во мој фитнес, кој што може би има малку повеќе тежина или малку повеќе слайдови на оваа четврта цел, бидејќи тоа е некако еден повед од оваа наша од едукативниот дел, кој што е она не вежбање во телетана. Цел без акција се само со нешто. Значи имаме цели, треба да знаеме кај сакаме да стасаме, треба секогаш да знаеме што сакаме да постигнеме за некој ден, за некој време, но за некој период, ајде да речеме така скратено, но секогаш не треба акција. Значи од денеска понатаму ние ќе треба да бидеме активни за да дојдеме
да оствариме некоја наша цел. Цели на проектот преска ги спомна професор Филип, тоа е едукација на млади за здравје, за здрава спортска исхрана, за ментална, физичка подготовка, кои ги следат, за кои веќе договараме термини, или кажеме за следната среда, ако може да биде вторник, ако ви одговара, вклучување во активности кои моментално сте најпопуларни, за кои што гледаме дека младите сакаат да бидат ин, да бидат кул, а не е само тоа да изгледаат нешто многу добро, но мора да се во нешто што е најактуелно вклучени и некој не си кул. Така, ова е понуда на активност, што всушност не е застапена во програмите по физичко и здравствено во основните, односно спорт и спортски активности примерно во средните училишта, независно од гимназија и стручни средни, каде што може би има нешто, но се работи повеќе како запознавање или ако имате справи услуги работите, ако двајца тројца сакаат работа и тоа е тоа. Но претежно кај нас или по цела Македонија, па и глобално нема многу услуги за тоа. Индивидуална програма и интензитет и волумен според вашите индивидуални способности и характеристики. Оно што кажеме дека првично влегување во теретана ќе биде осознавање на просторот, кај сме, што сме, како треба, како верија до таму. Тоа трае дури еден месец по мене и по сите други што вежбат знаат дека со еден ден не можеш со сега се запознаеш, но таму ќе направиме и тестирања кои што ќе ни дадат некои информации на кого како да му одредиме програма со кои вежби да започне, до каде да стаса за 3 месеца, за 9 и така натаму и така натаму. Значи за секој од вас ќе имате, иако ќе работиме како група, секој од вас ќе има посебна програма, зашто мислам дека е нешто навистина што го плаќате и барате, го нема понудено никаде друго, да да говори проект како нешто за вас, а тоа е всушност четвртата цел, наградување на најдобри ученици. Ние проценивме дека не треба само оно што има и може да си плати, не треба диплома, сите сакаме, ние наставници сакаме диплома и сертификат за одлика, сакаме парична награда или нешто да ни се исплати некоја дневница да работиме, но мислам дека да се награди навистина труд на некои ученици кои што се иредно и представуваат училиште, представуваат своје семејство, ги представуваат менторите наставници, активни, посветени, треба да добијат некоја награда за кои пак него ќе им се посети повратно на нив и така ќе циркулираме со некоја позитивна енергија и понатаму во трајање од 9, па ви кажа 10 месеци. Овека пак некоја порака ситна, визија, со акција може да го промени сето, односно нешто ако имаме да ние зацртано, сме збореле, сме правеле, сме замислувале, сме гледале, сме анкетирале. Ако не се ставаме в акција во тоа, немаше да почне ово исто и за вас. Ако нешто работите или се мислувате да биете, да изгледате некако или да биете како или да живеете во што некој живее убаво успешно како нападу, мора да има акција. Така малку на првите пораки се така. Распоред на активности е втората цел што ми кажав е во август ние го, да кажам, напишаме овој проект, осмислиме. Тука може би е малце по-нетранспарентно за вас. Вклучивме првично 3 училишта, за кои се известени вашите директори, има поддршка од нив, испратија 10 ученика во 2-3 година, па се ќе ви кажа зошто. Овие во 2 година се вклучуваат дека публика ги е настала и да фатат чекор, отколку вие во 2-3 година и наставниците ве знаат дека веќе сте исполнителни дечки, се надам дека тоа е така, дека сте по таков критериум, ќе видиме во теретана. Септември едукација и тестирање, нормално поради почет на школска година, поради активност од училишта, одобрување на парични средства, тоа е веќе сега малку почнато во овој 1-2 октомври, но
ќе биде заедно со вежбање кое што ќе започне во октомври, еве денеска сме на првиот вовед, на првата едукација, следната недела на втора, така да септември ќе биде вклучени во овој дел со програма и искаме за вежбање. Откако ги направиме овие едукации, тестирања, вие ќе имате програма. А што значи програма? Ќе имате еден план за вежбање кој што ќе биде генерален за, да речеме, еден 7 период, месец-два, не е битно, сега да не ме замарам, но ќе го поделиме во ова недела, Југо, ти треба да изгледаш тие вежби, толку повторување со таа и таа тежина. И ти ќе треба да ги стеиш тие упатства во таа недела да достигнеш до таа мини краткорочна цел. Тоа значи некоја програма од мали, микро, средни до некоја долгорочна цел, да направиме некоја промена кај вас посакувана, која што ќе ни биде дадена овие тестирање. Накрај, после овој период октомври и мај, значи вие ќе треба во јуни пак со нас да направиме тестирање, дали сме стасале од таа цел, дали сме оствариле, анкета дали сте задоволни, не како се допални, нешто ќе ни даде нас насока за понатаму и извештај во кој ние ќе дадеме на училишта сите, ќе дадеме на општина, на биро, на министерство, на спортни клубови, дека така и така може да се работи со млади спортисти, дека така и така програма може да се води во средни училишта, дека и тоа може да е бесплатно, значи ние ќе бидеме некој двигател на некоја промена и може да година ќе има секој училиште учесник во ваков проект, што е всушност последната работа која што веќе вие тука ќе гледате да одите на одмор, така. Само да кажете. Но ќе добиете насоки, ако сакате да продолжите индивидуално, како, кој прават, дали со инструктор, дали без инструктор и така натаму. За секоја акција која претходно спомнав мора да има план. План, ако нема план, ако нема програма, тоа ќе биде потрошено време. Значи сепак треба да се знае што се работи, како се работи, така да овие пораки најверојатно вие ќе ги имате пред вас во теретана, во група и така натаму. Третата работа што беше кажана како цел на презентација, вредност на проект, тоа што вежуваме парите не се цел, но секој млад нешто сака таму. Има време, нема пари, после има пари, нема време, не е битно, не се вредност парите. Вредноста доаѓа од нашите соништа, од нашите визии што ги спомнавме, а парите, можеби, парите се пак да ги оствариме, да ги постигнеме тие наши цели. Вредна награда, еве сега сме околу пари, само да знаете, а треба да знаете. 9 месеца во теретана, 1000 денара чланарина, вие имате 9000 денари за 9 месеци. Личен тренер. Личен тренер на месец дена да се плаќа 100 евра. 6 9 месеца ќе имате тренери овдека, наставници кои што се кои што ќе бидат ваши, може не индивидуално, ќе работиме во група, но што имаш индивидуална програма ќе биде личен тренер. Имате 54 дена. Програма за искрена за 1 месец, ајде сега нека види за најактивна опција да се најде на интернет, кошта чини 100 евра. Едукација како денеска по семинари што се води и понатаму за здрава искрена, за правилна искрена, за спортска искрена се плаќа посебно и така натаму. Значи, верувам дека сега да не претерувам ова награда, не кажувам дека не е само без пари, но навистина не е картиче и ќе го заборавиш кај си достигнал, па ќе бараш дупликати или ќе правиш таму да покажеш. Не е медајна која што не е злато, битно ти било да се сликаш да те има на стори, ама останала некаде во фиока, но е нешто преку кое овека многу пари се инвестирани во секој од вас. Бидејќи тоа сите овие три издруженија што ви ги кажат и го платат, за да вие 9 месеци бидете активни. Рачунете ако сте вие 30 овдека, дека повеќе од 1000 евра ќе кошта за еден ученик. Значи сакаме да покажеме дека наистина
сме загазиле, за да нешто на такви дечки како вас им понудиме и да добијат на крај нешто вредно. Долг процес, 9 месеци во кој ќе треба да истрајаме, ако одиме како нуи без глави, без едукација, без вежбање, нема ништо. Значи мора малце психа, мора малку дух и мора доста вежбање, личен напредок. На крајот ова, ќе спомниме вредноста да имате, ајде, најмалку да сте кул, тоа се те го сакате на кратко трајно. Добар изглед на сите ни е важно, бидејќи на прв изглед, на прв поглед човекот се гледа дали е здрав, и да кажеме во загледа не здрав. Нели, сепак физикус доста кажува за она што се случува внатре, расположение, подобри ментални и физички способности и поспособени дечки да зацртат некоја подолгорочна цел и да се остварат понатаму сами. Значи имате идеја, имате перспектива. Тоа е нешто што е вредно од тој проект, не е само да покажеш бицепс, мајчка и да се сликнеш, туку на крај да бидеш она зрела, способна, права личност за себе, за твоето семејство, сегашно и идно. И тоа го кажа веќе преку мали и големи цели. Мали цели ќе ни бидат еден ден, еден тренинг, еден оброк, една чаша вода, ама ќе стасаме за 9 месеци кога ќе се види додека, верувам дека ќе се сликаме сега пред да завршиме. Оти повери, потоа ќе бараме поволена рамка, дека за 9 месеца ќе треба да се ќе не сликаат двајца фотографи. Океј, професор малку замара, ќе гледам да забавам. Едукација. И четврта едукација, совети и препораки за вежбање ќе ги слушнете денеска, под број 1, остените слайдови, бидејќи малку треба совет за ветување во теретана. Следната среда се надам да биде спортска искрена, бидејќи копаме секој ден нешто, а ќе мораме малку да се храниме малку и спортски. Ментална подготовка ќе ни биде потоа и физичка подготовка, што најверојатно ќе биде веќе теретана. Вика дека знаењето е мој, ама ако се седи дома, не се употребува, ако го разбереш, значи знаењето се употреби, и магија да се знае как. Значи, тоа е нешто што посакуваме да се случи, да знаеме, што не знаеме и да знаеме што сакаме да направиме. Што е фитнес, прашање до вас, како активност број 2. Ајмо, има некој, јас со две раце, со два прста. Чисто онака, што е фитнес, добро да знаеме, ќе се вклучиме во нешто, ќе кажеш таму, ќе се сликнеш, ќе искочи нешто група, ивент, стори, ти си вклучен, не знаеш што е фитнес. Ајде, слободно, нема погрешено. Ајде, нема трема, нема, што? Релакс. Може би одржување на нашата физичка форма. Супер. Форма. Физичка. Ајмо, некој друг? Рекреација, добро, може. Ајмо. Ајде. Без срама. Сигурно знаете нешто, значи верувам дека знаете. Сте имали физичко добри наставници, имате сега спортски активности. И може некој бил во теретана од вас? Бил? Добро? Имаш одговор? Сврсти, јаки, здрави, ајде момче. Формирање на дисциплина. Дисциплина, добро, супер. Некој нешто друго? Ајде, Мартин, кажи. Што е за тебе? Океј, добро кажете, јаска форма, физикус, тело, јаки, цврсти, дисциплинирани, ека општа дефиниција дека физичка подготовка, значи подготвеност, фитнес или подготвеност, но физичка подготовка е состојба на здравје, состојба каде што ќе треба, нели, преку физички активности, што кажете тоа, да се изгледува, да ги изгледуваме наши секојдневни интереси, дали се тоа сега за нас работа, работни за вас ученички активности,
да бидеме подготвени за правилно, пошто се гледа преку правилна исхрана, за да ставиме тука, дека не може било што да се клопа, а сакаш да бидеш жив, здрав и подготвен. За кој е потребно и одмор, така, или и за крепнување, за да сето тоа дојде во еден баланс, во една целина, да бидете добро подготвени. Сега денес ќе кажеме дека добиете совети, препораки за вежбање, кратко, ако нямаме многу време, може би се преценим малку дека покажу да се завршам. Нашите препораки ќе бидат да имате почит кон себе и кон други. Всушност, ако се почитуваш себе, повека веќе сакаш да ги почитуваш сите норми, бидејќи ако се почитувам себе, ќе ме почитува друг. Ако ме почитува друг, ќе го почитувам јас не. Че тоа се некои препораки за теретана. Тоа се препораки за фитнес. Прво, почитувај се себе си, биди добра личност и почни од одмор. Значи, треба да си одморен за да вежбаш. Сега ќе стане, после некој време размислува за храна, тука ќе зборуваме само кратко денеска за совети. Нема да има нешто подолги дефиниции. Ќе биде малку спортска исхрана, што да се јаве за добро да се извежба. Ментална подготовка, духовна, физичка подготовка и на крај социализација, бидејќи ние никој не живееме сами за себе. Секогаш сме во некој окружување, во некој друштво, себе мој фитнес, во еден и по училиште, во 8 навече друштво и така натаму. Одмор. Совети за одмор се ноќно спијат. Најважно. Сега нормално е да се легне во 10, да се стане во 6, ненормално е да се легне во 2, да се стане во 3, 5 или 10 или 12 по пат. Но, магијата е што во средношколска возраст, малку е ненормално да се легне во 10, кажа во како да е легнува во 10. Го нема социјална мрежа, го нема ваму, го нема таму, не излегува. Но тука е важно да вие не го губите своето време без врска на родење, по интернет, на седење, без врска, завршуваш некој 11 и 12, но знаеш, легнувам до 12, ќе бидам уморен до 7 сабај. А не она што завршувам да бъде. Не да прекинем, да продолжиме следното. Не, поред. Имате. Окей, готово. Ще довършим. Потоа ќе биде краток дневен умор, во кој ако имате можност, помеѓу ваше активност училишни, мој фитнес, спорт во клуб, не знам, јазик и така натаму, да најдете време за краток дневен умор, макар од 30-40 минути, каде што може и во тој умор ќе се посветите на себе. Не е само спиење, малце дишење, малку масажа, малку, ако треба да тоа ваден туш од сабај, ќе биде топол по пладне или обратно, или во тоа умор да најдете можност да изтегнете нозе, раце, мала масажа и така натаму. Бидејќи тоа се некои 4-5 дела техники мали, кои што може да ви придонесат за подобро да се справите со секојдневен замор од активности во училиште или пак од физички замор во теретана. Правилна и спортска исхрана ќе биде образложена посебно во тема, но тоа ќе биде битно за вас вода и течности да се интересуваат многу. Зошто вода и течности, бидејќи течност може да се внесе со чајче, со супа, со манџа, чорба, не е битно, не мора да се газирани сокови, не мора да е нешто нездраво, може да се избере. Сите сакат во вежба во теретана да има и цеден сок, и природен сок. И така, натаму битно е да биде избор на добра исхрана. Тајминг е многу важен, вие ќе видите подоцна, снабанела дека е битно да ги знаеме типно оброци, кога ми е главниот оброк, појадок, ручок, вечера,
каде носа множина, дали ќе припремате нешто пред да поете од дома, зашто да не спремите нешто од сабајле за поклан или вечер, или тоа без врска нешто да се купува само од продавница, може да видиш супер добро да имаш од дома и да си погледен и за секојдневни активности. Начинот на подготовка, кажавме, и знаете ли да го спомнеме дека од варено па на крај до прашено што се вика се избегува, но баба го прави нешто доволно и да се не го открива. Ментална подготовка ги видам потребна најмногу, бидејќи секогаш треба баланс меѓу физичка и ментална подготовка и психичка подготвеност. А тоа значи да имаш добар распоред на дневни активности, да го следиш планот за држање кој ќе биде даден од нас, да ги имате приоритети, секој од вас треба да знае дали му е приоритет А, му е приоритет училиште, некои вештини кои ги стекнува, сега кажа тоа, некои јазични, некои спортски, некои вакви, некои онакви вештини, да му остане тоа и секако здравјето треба да биде приоритет, а мојот фитнес придонесува за сите овие работи максимално. Посветени треба да бидете во секојдневни активности и ритуали, а ритуали се исхраната, ритуали се одморот, ритуали се мотивација, ритуали се, значи сите оние ситници што ги викаме, 2-3-5 големи работи ќе ви се случат во животот, но се е во мали нешто. Ситниците го прават животот и вашето однесување, да сте истрајни, бидејќи имаме 9-месечен проект, 9-месечна активност. Ке имаме тест, испит, часови, време, невреме, и сега да не набројам тука, да не отиде во друга насока наше брзање. Дисциплина, она што кажаме дека дисциплина е нешто повеќе од мотивација. Мотивирани сте денеска, утре, заутре, но ако падне мотивација, тука дисциплина, која што не треба да има изговори за да нешто ти постане, што се вежба се, без разлика на фитнес или не фитнес. Значи, една порака, твоето тело може да направи тоа, само треба време да го убедиш твојот ум. Значи, сепак има некои работи за кои, ја не можам да скокна, не можам да стигнам, не можам ова, но ако се убедите дека можете и сте дисциплинирани, наистина ќе се случи чудо, верувам, за 9 месеци, кога што кажа да една слика пред и потоа, кога што ќе да пратиме после сега духовна подготовка, тоа некако значи позитивен пристап. Љубов кон вежбање, смиреност, самодоверба, или ако сте возбудени, да знаете да се контролирате, само контролирате, што може се испокрепнетува со други работи, но секогаш ако нешто си, како да кажам, равнодушен на почеток, немаш очекувања, не е добро. Ако си со позитивен пристап, може да биде тоа да не ти е стрес некој, да не ти е проблем, туку да видиш некоја убава работа во ова, која ние тука кажуваме, може да го сними да почнеш да вежбаш со самодоверба, а со возбуда да го исчекуваш секој тем. Сега сите сме дека различни, ако почнеме од нас овде на станицата да застанеме, сите сме различни и по убедување и по изглед и така натаму, но е на порака вели дека не мора да бидеш одличен да започнеш, туку мора да започнеш нешто да правиш со цел, со визија, со акција, за да бидеш одличен. Физичка подготовка, значи ќе треба вежбање да биде ваша според план, кој што го кажа, кој ќе биде периодичен, еднодневен или план за една серија, за бројна повторувања. Делови на тренинг кои што ќе треба да ги спочитувате, таму ќе ги работиме во група, кои што треба да се важни, на тоа се загревање, ако се оди во теретана, ако вие сега 15 од вас се во прва смена, да речеме ходиме, вие сте втора смена во училиште, треба да сме во 11 во теретана, вие треба сте во 15 и 17 дека во гардероба, со опрема да се подготувате да почнете на загревање, изтегнување, вежби во група, као ќе ја подвалат еден или двајца професори кои ќе бидат присутни таму, таа група тројца оди на таа справа, тие тројца на таа справа, тие таму. Првиот вежба, вториот помага или асистира, третиот снима или слика. Тој помага за да
можеш да го постигнеш тоа, помага за да си безбеден, да не се повредиш и ти дава подршка, ајде можеш до крај си и ти броди ако не бродиш. Овој што снима или слика, не снима или слика за исмејување, туку сликање или снимање за да се видиш, што имаш представа како вежбаш, дали тоа што ќе се покаже во телекамера да е правилно, не, за да имаш што подобар напредок во што пократко време. Адекватна обрана и безбедност при вежбање, однесување и превежбање во група. Ова сега, кажах, убрзувам поради време за настава и за ваше време и за сите, но секогаш ќе се трудиме таму, нормално, ќе бидеме ние слободни за 0 за 7, 1 час, ќе треба да извежбаме се и за тоа ќе треба сме добро организирани, прито да се внимава на безбедност наша, на безбедност на другите покрај нас. Може ќе има и други индивидуални вежбачи на кои ние не треба да ориентуваме таму редов, кутни отред или како да е ред за вежбање. Адекватна опрема ќе значи нешто да се подготвите, ние се бориме за тоа да видите во тек на овој месец, ако може да видите торбичка за мој фитнес, мајчки со лого на мој фитнес, да имате нешто шортс, што се вика тоа, пеланка бициклистичка, така нешто, да дојдете таму препознатливи, да ви ја не рак со 3 мајчки за 3 дена, да смениш мајчка секој ден, за викенд да испереш и пак стана не да си побутно, што значи да не ти пречи на настава на дневни обврски твои, ама кога ќе дојдеме таму, да видиме сите во мој фитнес и да ги почитуваме сите тие правила за однесување при групно вежбање. Бидејќи ние ќе сме група, поделено на помали групи на неколку справи или ако почнеме најверојатно без справи, пак ќе биде исто. Може нешто ако испуштам, може да допълните ви или јас оди до футура или само на черно крај, ни вамо, ни лево, ни десно. Да не замара просто. Добро, тие совети сигурно ќе мора да ги повторуваме таму во практично вежбање, но ете, мора да се спомне и нешто, социализација на што, сега, така да крстите, дружба, сега да пишат дружба, влијание во општество. Ова е наш проект, или ова, нема да го зборуваме проект, ова е наш фитнес, треба да влијае на вас, а вие да имате своје влијание во општество. Ако сте вклучени во нешто време, вие сигурно за тоа ќе зборувате, ќе се дружите, утре ќе вклучите некој со вас. Може би ќе одите 3 пати со нас во теретана, но ќе продолжите уште 2-3 пати сами или со некој од вашите пријатели кои што исто ќе ги наведете да живеат здраво, правилно и да вежбат како што треба и да видат и они и тие да видат им и да направите нешто што е навистина добро за сите нас. Ќе смените уследите начинот на размислување. Значи вие се едуцирате и формално во вашето училиште, но и неформално. Не се учи се од дома, од тато, мама, не се учи се од само jedan наставник, учите од сите околу вас. Веројатно, со таков начин на размислување ќе бирате и други со кои се дружите. Ќе сакаш да се дружиш со успешни луѓе, не со неуспешни. Ќе се дружиш со некој што ти помага да оствариш своја цел, а не со оној што ќе те спречи. Ќе ги бирате и друштва, тоа е така. Вика друштво до средно училиште сме другари, после све е интерес, односно не е интерес. Дали ни се купуваат нашите цели, ќе видите дека нема со сите тоа да биде така. Она што остави како порака е нема уморен, нема сега биде топло, во зима ќе ни биде ладно, во есен ќе ни врне, доцнам недостан. Доцни задости 5 минути ако морало за писмена, ама дојди испукај 45 минути за како што треба. Може ќе си уморен, нема до 10 повторување да стасаш, до 9 ама заврши го, па утре ќе биде 10. Значи во некој нешто тоа го кажа футреска, со дисциплина и со активности, но навистина треба вака да ги гледаме работите и вака да придонесуваме во нашите семејства и во нашите окружување. И сега активност 3, да видиме сите што се овдека сега имаат една активност, а тоа е вака малку испегнување на грбните мускули вака. Ајмо, може ли вака малку да испегнеме мускулите вака, многу сте ми на напред, сте набавени.
Ајмо малку да се изтегнеме. И плаваме не. Вика 3 склека на маса. Значи нешто лесно. Заставуваш до столче и правиш вака 3 склека. Ајде, ништо страшно. Ајмо. Мој фитнес, започнува. Ајде, водиме во група. Браво, сложи потесно. Нема место. Екстра, браво, наставници вежба. Ајде како импакт овде кај. Чекай, вие седнав. Ајмо, имате 5 чушки стани. Дайте се обратите на кој се лека. Гледа мој фитнес, мој фитнес, што го жетој. Браво, екстра група, екстра жено. Ајмо сега, оставаме ова се лепи на столче, нешто. Еве, колегата, некоја, ајмо, фитнес. Браво. И главок предпон малко да се изтегнете и издишите нас. Ќе заврши ова активно проекта. Ништо, не се сеге. Се стегнахме, браво. Добро, еве, при крај сме, имавме 4 цели, кажавме за познавањето целите на проектот, ги исполнувавме со едукација за нови, со понуда на активности, вредност на проект, со совети за вежбање, со набавување така натаму информации кои што ги нуди проектот, осознавање за вредноста во која кажуваме дека колку се ова чини, а на крај треба да извлечеме нешто што пари да ги заборавиме, а треба сликата на 10 јуни да каже нешто друго. Совети и препораки сега ги кажав така брзински, сите овие ќе бидат пратени до секој од вас. И ви посакувам со ова среќен почеток на вашиот фитнес, бидејќи од денес официјално стартувавте.